Економската ситуација во државава и секојдневната борба за гола екзистенција ги натера македонските граѓани да вадат бугарски пасоши и да заминат во европските земји, желни за пристојна живеачка. Ова видео може секој да го види, бидејќи јавно е прикачено на YouTube каналот, а датира од 2005 година. Добар ден. Сјавам врска со област што го најдем вести. Би сакал да извадам бугарско државјанство, ако можно. Значи, добивам и бугарски пасош, така? Да, за бугарски пасош. Прво треба да сте православни. Пасош, копија од пасош, 2 фотографии и една потврда од суд дека не сте осудувани. Тоа е дека се откажува македонско државјанство, така? Не. Тоа е агенција, министерството што гарантира за тебе. Демек ти се осеќаш како македонец българин. Сето ова е дел од стратегијата на официјална Бугарија, која сега ги злоупотребува бугарските пасоши на македонците за да ги прикаже како бугари, што воопшто не е наивно, велат познавачите на приликите. Бараат документи со кои што ќе докажат дека имаат бугарско потекло, односно дека нивните дедовци, прадедовци, што е многу лесно во Македонија да се направи тоа, затоа што после окупацијата на Бугарија над Македонија дојдоа и нови учители, дојдоа и нова администрација и така натака, во кој што сите оние документи кои што беа дотогаш од Кралството на Југославија ги менеа како бугарски документи. И ден денеска ги име тие документи и со тој документ доди таму и да му кажете ево јас сум бугарин, за да ја оствари целта за да добијат некој пашош или државјанство бугарско, а со тоа да докаже дека ето биле бугари. Меѓутоа не е таква ситуацијата. Иако на последниот попис на населението во 2021 околу 3000 македонци се декларираа како бугари, бугарските медиуми, повикувајќи се на податоци од Државната агенција за бугарите во странство, пишуваат дека близу 42.000 македонци добиле бугарско државјанство. Добивањето на пашошите, заедно со ревизијата на македонската историја, односно прифаќањето на бугарското толкување на историјата, ќе доведе во Македонија да има 150.000 не знам, бугари и врз основа на тоа да се направи едно порано се викаше малцинство, една заедница на македонски бугари која што ќе влезе во уставот и после веќе е лесно да може да се работи како на бугаризација на Македонија. Тие се планови кои што ќе одат многу во иднината, многу ќе имат негативни последици за Македонија. Во ред е да градиме добрососедски односи, но време е државата да рече доста е. Македонија изгуби се откаже од се. Да застанеме подсврсто ако сакаме да се ја соочуваме Македонија, порачува нашиот соговорник.